Општина Делчево должи на делчевските пожарникари, кои за неисплатени работни викенди и празници од март 2011 до март 2014 ја туже општината. Според нашите информации на 17 пожарникари, заедно со судските трошоци, Делчево треба да плати 1.700.000 денари, но се поизвестно е дека од пожарникарите може да има и нова тужба за периодот до 2016, доколку општината не им го исплати тоа што им го скратила. Ова прашање влези во Делчевскиот совет, но овие бројки не беа ни потврдени, ни демантирани. Во дилема, во прашање или во поголеми трошоци, за да мора да судат против пожарникарите за да ги добијат тие средства за прековременна работа. Значи, ја ви кажа, ке нас е пресметката на плата согласно правилник. А зашто тужат? Па кажах ви, за работа во неделя има одмор тужат. Во какви износ се работи, ако знаете? И ако сакате да кажете за побарувањето на пожарникарите. Да кажа на памет нешто бројка, јас не смеа да кажам како некој ше вика тука бројка да каже, манипулација со бројки не е. На седницата пред советниците беше и кварталниот извештај на буџетот за минатата година, кој за општина Делчево е развоен. Процентот на учество на капиталните расходи во однос на основниот буџет е 38,7%, што на еден начин се гледа овде и развојната компонента на буџетот на општина Делчево за 2015 година. Но за советниците од опозицијата буџетот на Делчево е розов и расипнички. Баш таа констатација на реченица ми сметаше дека сегашниот буџет е развоен, пошто сметам дека и сегашниот и претходни, барем дека сум советник, сите буџети се исти. Расходи оваа година потрошени се 176 билиони за се и сешто, од кои само 45 милиони за капитални расходи. Раководителката за финансии да ги поучи сите останати раководители на финансии во другите општини, за да не бидеме ние себични како општина и со таков развоен буџет и другите општини да доживеат, значи, економски бум како што доживува општина Делчево. Инаку на седницата, меѓу другото, советниците ја донесоа и програмата за работа на Советот, одлуката за бесплатно собирање габаритен отпад од домаќинствата, програмата за урбанистичките планови, реконструкцијата и изградба на улици.